Во тема на денот вечерва разговарам со Бојан Кордалов, експерт за комуникации. Добро вечер од Брисел. Добро вечер. Благодарам за поканата. Ти без разлика што си надвор во Македонија, редовно ја следиш изборната кампања и таму во Брисел, па ме интересира твојот прв печаток после една недела изборна кампања, каков политички дискурс имаме во општеството? Искрено како што очекувавме, барем јас како што очекував, тоа е буквално фокусирање секоја партија на своето членство и, да речем, закупување во своите ставови, во исто време доминација на повеќе национални теми отколку локални теми и зачеток, иако е премногу, зачеток на црна кампања која што очекуваме следните недели да се развива и повеќе. Бојан, дали тој тип на дискурс кој што сега го имаме, или таа комуникација кој што сега имаме овие денови, ова една недела, ќе се заостри до крајот на изборната кампања и која е твојата проценка, во која насока ќе се оди во поголема црна кампања или пак ќе биде фокусот, да речеме, на оние некои локални проблеми? Не, апсолутно, ако денот путрото се познава, дефинитивно таа црна кампања само ќе се зголемува. Едноставно образложувам и ќе го кажам тоа повторно, прекратко е времето, а партиите сакаат да добијат многу. Знаете, тоа е како да сакате во една недела да се обогатите, да станете милионери. И затоа тука црната кампања доаѓа како најлогичен чекор, како нешто што ветува брзи резултати. Меѓутоа, сум кажал многу пати, ќе го кажам и сега, тоа е веќе не само наука, туку е искуство, емпирија. Црната кампања никогаш не донела повеќе поени отколку што изгубила и црната кампања навистина нема да придонесе за подобрување на резултатите. Напротив, само ќе направи граѓаните да бидат поднезадоволни, поднезаинтересирани за политика и да имаат помали очекувања. Ако идејата на особено големите партии е помали очекувања, тогаш се на прав пат. Но ако идејата да променат нешто, да се позиционираат долгорочно, тоа е погрешна стратегија. Тоа беше и моето само прашање во контекст на онаа црна кампања. Поголем интерес од тоа има опозицијата или власта, да речеме, кај избирачкото тело, и оно што велите вие, дали можеби таа ќе придонесе за да имаме прв пат во историјата рекордно ниска излезеност на едни локални избори? Не верувам дека рекордна излезеност ниска може да имаме, од причина што локалните избори се ајде така да речеме, интересни или најклиентелистички за гласачите, бидејќи има илјадници, десети илјади кандидати од сите партии. Нормално секој да привлече најблиските и останати луѓе да гласаат само за да дадат поддршката за тие кандидати, бројот на луѓе кои што гласаат на локалните избори никогаш не е низок, барем споредено со претседателски избори, па дури многу често и со парламентарни. Меѓутоа, црната кампања прави да не се слушаат пораките. Црната кампања прави да партиите се дистанцираат од очекувањата на граѓаните. Знаете, кога загадувањето е толкаво, кога деурбанизацијата, односно живењето во урбан хаос е огромно, кога дел од Скопје ни ќе земеме, се жалат дека се уште нема парно или немаат пристап до парно воопшто огромен дел од Скопје или од цела држава, цела Македонија, знаете, не може долго време да задржувате внимание со национални теми. Секако тие се битни, меѓутоа има 320 дена во годината кога може и треба да се зборува има просто за тие теми. Сега е навистина битно луѓето да слушнат што се ветувањата и очекувањата, што ќе се промени. Во тој контекст, тогаш, проблем на политичките партии, нивниот пиар е да ја користат овој тип на кампања или пак неумешност, незнаење да водење на кампања? Не верувам дека е второто, веројатно. Не е неумешно, едноставно ништо не излегува од матрицата. 30 години ние имаме истите типови на пораки и кампањи. Вратете се назад, кои сакат избори. Нема власт која што не кажала, ако гласате за опозицијата или ако гласате за малите партии, тоа е глас фрлен во вода. Или ако денеска гласате за независни листи, ќе ви каже опозиција, тоа е глас за власта. Значи, тие систите тези 30 години. Едноставно не се разбира. Значи, може да се враќаме назад колку што сакате. Не постои ни една црна кампања, што е водена изминатите 15-20 години, која што донела резултат, која што донела победа или донела game change, промена во играта на одредена партија. Такво нешто нема. Значи, едноставно, секогаш кога се користело ветување надеж и причина да се гласа за одредена фигура, одредена личност или одредена партија, тогаш настанувала промена. Мислам дека пиар центрите се движат во едниста матрица
И мислам дека во 30 дена кампања, колку што трае оваа кампања, партиите немаат друг избор, така се чувствуваат, освен да загазат и да кажат ајде сега удире колку што можеш повеќе по сите канали, шири негативни дискредитации за противникот со цел да му ја спуштиш цената и аналогно на тоа ти да испливаш на површината. И тоа е начинот на кој што се функционира. Не ми е јасно зошто и мене на крајот не се извлекува пуката, меѓутоа ви велам, доказ можеме да дискутираме за кои сакат избори и ќе видиме дека не постои успех на оние што воделе црна кампања. Ако ја тргнеме тој дел на таа црна кампања, кој што не е сепак целосен во рамки на кампањата, останатиот дел на водење на кампања, како ви изгледа, какви пораки испраќаат политичките актери до граѓаните? Ако го тргнеме тоа што е невозможно, го тргнеме бидејќи доминира, испливува на површина. Знаете, преактуелно е кога вие ќе почнете да се расправате на такви теми за да дојде другото. Но ако го тргнеме на страна, навистина можам да кажам дека кандидатите и кандидатките даваат многу реални и многу очекувани ветувања и очекувани зборови за граѓаните. Дали е тоа како ќе се средат депониите, дали е тоа каков систем на транспорт ќе се направи, дали е тоа буквално во сите сфери каде што се ветува грижа за учениците, првачињата и така натаму. Значи има добри пораки, меѓутоа за жал, кога вие ќе почнувате да зборувате за националните проблеми, за дисквалификациите, за историјата, за предавствата, за патриотизмот, нормално дека главните теми на избори ќе паднат во втор план и многу од луѓето нема ни да ги чујат дека постојат. Настанува шум и нормално, очекувано, граѓаните во огромна мера велат сме ја гледале оваа серија, сме го гледале овој филм, смени канал да видиме нешто друго. И така партиите губат актуелност. И тоа ќе се покаже овие избори, ќе има гласови, ќе има победници, апсолутно, меѓутоа и тоа како ќе се види дека политичката сцена ако не се менува, дефинитивно ќе се редефинира за известен број на години. Ако се погледне кампањата кај партиите на етничките македонци и кај партиите на етничките албанци, има разлика меѓу едни и други или? Па на националните теми да. Меѓутоа на локалните теми нема разлика. Мислам, крајно е време да разбереме дека проблемите се тие. Дали ние ќе дебатираме за глобални проблеми или за евроинтеграција, што е многу важна тема да се разбереме, а при тоа не знаеме воздухот до кога ќе биде загаден, како и дали ќе горат депонии, дали ќе се умира, не дај Боже, на клиниките поради тие токсични материи што се вдишуваат, промена нема да има. И тоа е проблем, нема етничка боја. На крај на ништа тој проблем нема ни регионална боја, но и да се задржиме во рамки на Македонија. Така што ако ги тргнеме настрана доминациите кој во кој блок, така наречен блок на етнички македонци, албанци, ќе владее, проблемите и потребите граѓаните што очекуваат да ги слушнат се исти. Овие избори се многу различни по еден куп параметри, вклучително обидот да се наметна наративот дали владата ќе го задржи својот легитимитет или пак ќе го изгуби, дали ќе се бројат гласовите по коалиции или ќе се бројат гласовите по партии, дали ќе се бројат гласовите според етникуми, дали ќе се докажува, значи локалните избори се податливи за многу различни комуникацијски толкувања. И еве да се навратиме секогаш на сите локални избори, ќе видиме дека не постоеле локални избори до сега, каде што имало само едно јасно и гласно толкување. Секогаш некој победува според број на гласови, некогаш победува некој според број на градоначалници, некогаш и според двете, но губи во масовна бројка, некогаш се тера по други параметри. Денеска веќе и самите политички партии ја наметнуваат и тезата дека ќе се мери според владеачка коалиција и според опозицијски партии на куп. Така што ќе има многу параметри, ќе биде интересно да се види како на крај ќе се протолкуваат резултати. Но сепак реалниот политички контекст е таков дека како и сите претходни избори, нели, во Македонија се сите историски, сите се референдумски избори, сепак веројатно и овие избори на некој начин може да бидат некаков параметар за идната централна власт, особено во битката во блокот на албанските политички партии. Затоа велам дали нивниот фокус, ако ја следиме, нивната кампања е насочен кон локалните проблеми и прашања или е пак насочен на едно повисоко ниво на некоја меѓупартиска пресметка? Ама тој фокус се пренесува и во така наречениот етнички македонски кампус. Значи тој фокус, дали кој го има легитимитетот, е нешто кое што се рефлектира секаде. Не е тоа само за во така наречениот албански етнички блок. Меѓутоа, мене ми е друга од комуникацијски аспект пораката.
Граѓаните сакаат да видат, не само да слушнат, туку и да гласат и да видат дека нема да се палат депонии веќе диви. Граѓаните сакаат да гласат и да видат дека родител, баба, дедо кога го турка детето или внучето на тротоар, има каде да го турка. Сакаат да видат дека превоз има, а не дека луѓе не можат да стигнат до приградските населби, не можат ни до малку далечените од центара, камоли до приградските населби. Тоа се реалните проблеми. Реалните проблеми на граѓаните се тие. Партиите се уште само размислуваат и покажуваат дека е најважно во нивните комуникации, наративи, дали ќе останат или дојдат на власт. Добро, Бојан, а например, мислиш дека гласачите ќе изберат да слушнат и да гласаат за порака или за нешто поголемо, национално, да речеме, и колку е од искуството што го имаш ти како анализа на изборни кампањи овде во Европа, изборната кампања може да промени до кој одреден процент перцепција за еден предизборен период, како што ние сега имаме, која, да речеме, на некој начин во македонскиот блок е поприлично јасна, неизвестна е кај албанскиот блок. Гласачите по сите истражувања и по искуство знаат за кој ќе гласаат. 20 до 30 дена кампања нема како освен многу мал процент да променат. Она што е автентично за локални избори е што различни независни помали иницијативи, дали се партиски коалиции нови, дали се листи на кандидати, кандидатки, тие можат да направат изненадување, сме го видели и кај нас, до сега во советите, ќе видиме овие избори, сме го видели во соседството и подалечното соседство. Тоа е автентичноста на едни локални избори. Меѓутоа, кампањата не е носечка да граѓаните во тој момент решат за кој кандидат ќе гласаат. Јас многу пати нагласам, би сакал да ми дозволите да го потенцирам тој овој пат. Кампања се води од денеска за следните локални избори. Кандидати се подготвуваат од денес за следните избори. Промоцијата, градењето на програма се прави од денеска. И затоа партиите кои ќе дојдат во цајтното 20-30 дена, тие се во паник и посегнуваат по црна кампања, бидејќи многу често го изгубиле другото време што требале да работат на градењето на кампањата. Не се менува впечатокот и не се менува резултатот во кампања. Само се капитализира тоа што сте го правиле изминатите 4 години. И сосема за крај, едно твое искуство, како изгледа, да речеме, една кампања за локални избори во Белгија? Една кампања секаде во свет изгледа локално. Значи, буквално локално во местата каде што се случува. Например, ајде да рефлектираме светско искуство за Македонија. Ако се води во Петровец, кандидатите, кандидатките и на национално ниво кои што сака да се вклучат, доаѓаат и одат во тамошната средина, ги прашуваат граѓаните на кој начин сака да ги добијат податоците. Не значи дека треба и смеат да дојдат дома. Многу често тоа се прави на јавни површини и многу често тоа се прави со таргетирани пораки преку медиумите, социјалните медиуми. Тоа е начинот на комуникација. Локални избори бараат локален таргет и локални теми. Партиите мора комуникацијски да разберат дека она што ги интересира граѓаните на Сопиште е автентична тема и најверојатно е многу различна од темата која што ги интересира граѓаните на Тетово или на Струмица или на Кончи и така натаму. Значи едноставно мора да има автентичен пристап и да се разбере дека локалните избори бараат директна комуникација и тие се најосновниот облик на гласање и на функционирање. Такви пораки треба да се испраќаат и даваат. Бојан, ти благодарам за оваа политичка комуникацијска анализа на првата недела од изборната кампања. Благодарам и јас, задоволство ми беше.